Патриотизмот и љубовта кон татковината се потребни, независно од историскиот контекст и моменталните околности. Тоа не се ненадминати категории, туку однос кон својот народ и држава, кон своите традиции и предци, кон своите сограѓани и заедницата. ВМРО ДПМН останува посветена на политиката на економска слобода, пазарна конкуренција и пониски даноци. Македонија треба да остане општество во кое се охрабрува трудот, образованието, умпорноста и инвентивноста. Честноста и професионалноста се категории кои се обврска за политичките субјекти и државните институции. ВМРО ДПМН, како народна партија произлезена од народот и за народот, политиката ја разбира како дејствување во правец на општите, а не во функција на личните интереси. Почитувани, ова е само дел од поважните аксиоми на резолуцијата која нашата партија ја донесе на 14-тиот конгрес, што минатиот викенд се одржа во Битола. За мене, како делегат, беше чест и обврска што бев избран за член на Комисијата за избор на председател на ВМРО ДПМН, кој имаше одговорна, но пријатна задача да констатира дека Никола Груевски е избран и во наредниот период да ја предводи нашата партија. Декларациите за економски развој, за членство на Република Македонија во ЕУ и НАТО, за владењето на правото и борбата против корупцијата, како и декларацијата за образованието и концептот на општество на знаење, кои ги донесовме на Конгресот, се целите кон кои се стреми секој член, симпатизер и поддржувач на ВМРО ДПМН. Сограѓани, оваа се заложбите кои владата на ВМРО ДПМН успешно ги остварува, но и споделува со вас, промовирајќи го концептот на достапност и транспарентност на нејзината работа. За таа цел, утре, петок, 11 март, со почеток во 20 часот и 30 минути, во големата сала на Центарот за култура Антон Панов, ќе се одржи трибина на која освен министрите, ќе зборува и премиерот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Ја користам приликата да ги поканам сите граѓани на општина Струмица да присуствуваат на оваа трибина. Благодарам.